Господине Донев, 19 години се негува споменот на вашиот пријател и учител Видое Подгорец. Како дојдовте на идеја? Од каде потребата да се заживее делото, ликот на Подгорец? Ми се чини дека не само Подгорец, туку и други наши, твои мои колеги, писатели, па и уметници, без разлика дали се тоа музичари, ликовни уметници и така натаму, дали се артисти, понекогаш таа колективна меморија ги заборава. И некако ги брише, не секајки. И бидејќи јас сум на некој начин и негов ученик, кој ме прифати веднаш уште по завршувањето на средното училиште, а потоа ја имав среќата да бидам и, што се вика, негов прв соработник, прво новинар и така, потоа го заменив како уредник. Имавме многу заеднички мигови, од него многу учев, тој беше мој учител, на некој начин ми е и, како да ви кажам, јас имав дома, ние дома сме 4 браќа и една сестра, а него го почнав да го доживеам уште како средношколец, како мој погорен, постар брат. Тој на некој начин ми е и духовен татко, како да ви кажам. Од него го учев тој занајат, што се вика книжевност, литература, пишување, занајат од кој не се живее, ама за кого се живее. И чинам дека никој пат не можам да му се одолжам за она што го научив од него. Пред се, не само како автор, туку и да ги запазвам овие човечки норми, моето однесување, моето прифаќање на животот, моето однос кон луѓето, кон литературата, кон должноста како писател и како учител, бидејќи јас како негов ученик на Штипската учителска школа. Тоа другарство што беше со него повеќе на некој начин и еден вид братство, на некој начин сакав да се одолжам. И првин, се обидов заедно со мои другари, колеги, со неколкумина, да крстиме неколку училишта во негово име. Прво сакав во Колешино, па потоа и во Струмица, и тоа успеа, иако во почеткот имаше отпор. Сега имаме 2 училишта, во Струмица Видое Подгорец, во Колешино исто така Видое Подгорец, кој порано го носи името на Глигор Парличев, а овде во Струмица Моше Пијаде. И така, тоа е причината. Тоа наше дружење, тоа другарување секојдневно, знаете, тие контакти. По што беше карактеристичен Подгорец? Младите генерации денеска може да го запознаат единствено преку неговите дела. Меѓутоа, кои беа карактеристиките што вие ги откривте кај него и зошто стана толку битна фигура во вашиот живот? Па, не знам, чудна работа. Јас колку бе близок со него, иако повеќе ме караше отколку што ме фалеше и ме сакаше, а ме караше во правдно за многу работи, нели, тој сакаше јас да бидам добро да работам, тој беше голем работник. Она најбитното што не можем и денеска да си го објаснам, мислам дека е тоа вистина, дека многу е потешко од човек паметно да молчи, отколку паметно да зборува. Како јас сега што не знам паметно да зборувам. Он секој пат, кога молчише, може би најмногу ме научи да сватам што сака да каже за некои работи. Тој беше човек кој пред се многу ги сакаше младите таленти. Кога ми беше мој уредник, постојано му беше тоа во главата, внимава и вика, немој тоа она творба што ќе ти ја прате некој, без разлика дали го познаваш човекот или не го познаваш, ако е добра, не само што ќе му објавиш, потруди се да го најдеш. Благодарение на тие негови совети, јас, како тој мене што ми беше ветер во грб, и јас така на многу млади таленти им подувнав, што се вели во грб, кога требаше тие да ги направат тие први чекови во литературата. Благодарение на него, например, јас ја напиши и првата репортажа, например, за Моника Селеш, со која подоцна станахме и добри пријатели, се допишуваме едно време. Ме натера да одам дури во Нови Сад, да направи разговор со незе, таа беше четврто одделенка, вежбаше таму тенис на некоја гаража, никој не ја поддржуваше. Ние во наш свет објавивме првата репортажа и потоа се
расчу тоа во Македонија, почна и од Србија веќе да пишуваат и така натаму. Освен тоа, ми се чини дека од него научив сите тие кои доаѓа во нашата редакција, дека бев јас во наш свет. Многу млади автори тој ги поддржа во тоа време, но за жал, од нив некои, да не речем сега за разлика од мене, кога требаше, ете тоа сега ние што продолжуваме таа манифестација за Видое Подгорец која веќе трае 19 години, кога конкуриравме за неј, за да ни даде Министерството пари да не поддржи, иако некои од тие млади луѓе кои тогаш тој ги поддржа, во кој тој веруваше, беа од таа комисија, не најдоа во него во неговото творештво, во неговиот лик и во неговото дело не најдоа некоја да биде тој дека тоа некоја национална вредност па да го поддржат. Па дури една книга која влечкав толку години, 3-4 пати за него што ја пишав таа книга и која крстив, не случајно ја крстив недовршена приказна за Видое Подгорец, заради тоа што 3-4 пати конкуриравме, Министерството не ја финансираше и дури сега така. Вашата романизирана биографија за Видое Подгорец годинава ја поддржа Општина Струмица. Да, тоа сакав да кажам. И така ќе ја објавите. Кога ќе биде готова? Што содржи таа книга? Она е готова, меѓутоа сега заради ситуацијава, таму нема печатница, нема картија моментално, нели, забранени тие работи, книгата во печат, треба да излезе. Тоа е, знаете што, тоа е сето она што јас моите саќавања за Видое. Откога сум бил ученик во четврто одделение во моето родно место, кога тој се уште бил ученик во Штип и кога минуваше покрај нашата порта, доаѓаше да ги учи децата во Василово уште како недипломиран учител, незавршен учител во 3-4 година, минуваше покрај нашата порта од тогаш и од тие негови први книги што ги прочитав, од тогаш па се до неговата смрт. Со тие мои контакти со него, па мојата работа со него во редакцијата Наш свет, моето другарување за време на те литературни читања по патронните празници во низ Републиката, разните манифестации во некогашната наша татковина Југославија, Змаеви детски игри, Куричево, Марибор, Кичево, рацени средби, струшки вечери на поезијата, сите тие културни и литературни манифестации. Потоа тука се тие наши средби со повеќе писатели со кои ме запознал, да речеме, кои беа врв во некој време, почнувајќи од Десанка Максимович, Бранко Чопич, па се до се овие тие, нели, од тие години кога се другарував со него. После тие лични контакти, лични средби, семејни разговори, моите патувања со него низ татковината, па потоа моите патувања низ природата. Тој ме научи како да сакам да ценам природата, како да пишам за нејзе. Ето тоа се содржи, тие некои анекдоти повеќе имам за него. Негови видувања за децата, за животот, за литературата. Тоа се е собрано во таа книга.